А сега да кажеме 2-3 збора за марихуаната. Адриан Ганджа. Да. Забележливо е, дами и господа, дека Македонија почнува да се фокусира на бизнисот со одгледување и производство на марихуана. Градоначалникот на Демир Капија најави не една, не две, туку 3 фабрики за марихуана и авантуристички парк. Бидејќи тоа е тоа што го сакаш кога ќе се надуваш. Авантуристички парк. Тоа е! Како може едно со друго? Идеите за фабрики за марихуана и whatever авантуристички парк не идат толку многу една со друга, што дури Исус го гледа као друже, сериозен си, да не си надуван. А ни Охрид не заостанува, па така во Охрид ќе биде отворена голема фабрика за производство на марихуана. Значи, овие другиве се малечки изгледа, а ваму големата ќе биде. И дури Зоран Заев, нашиот премиер и крал над 4 циклите, призна дека ќе влезе во бизнисот, велејќи: апелирам секој што има ресурси да вложи во оваа дејност зашто е профитабилна. Види го ти, Зоки Ескобар. Да. Ова, дами и господа, е тој Пабло стайлинг на кој треба да се навикнеме. Оделата, тоа се само премиерска фасада. На тема за овие фабрики, медицинска употреба, можна легализација, премиерот го кажа следново. Ми кажуваат луѓето: дај бе, направете го чекор. Мала земја сме ние, ќе исконтролираме. Вика: знаеш како во Амстердам, значи веќе сите се нема развод на бракови, сите се сака стрекни, хај се, викаме некој работи, мора да има контрола. Нема разводи, човече, сите се хај. Нема разводи. Видете, мислам дека нема теорија тревата да има врска со ниската стапка на разводи во Холандија. Тоа мора да е случајно. Така, Васко? Значи, само будала човек може да помисли дека тоа е случајно. Точно. Не е случајно. Не е воопшто случајно. Се знае дека главна причина за разводот не е неверството, туку недостатокот на марихуана во бракот. Заради тоа се разведува луѓе, како што може да видите. 40% одговориле слабо марихуана. Заради тоа се разведовме. Инаку за оние кои не знаат, марихуана, канабис, коноп, фиш, ганџа, значи се е тоа исто. И верувам има дел од вас кои не знаат за низините влијанија. Значи влијанието од алкохолот ги знаеме сите добро. Ако доволно добро се наљуваш, ќе пробуваш да се разминеш со својот одраз во огледало, како овој ценет господин тука, например. Гледате? Значи тој пробува, вели: ајде ти прв. Чекај, не ли требаш? Ти ли кидаш или ја кидам да ти? Значи, ако доволно добро се наљуваш, ќе изгледаш како овој господин овде, или пак ќе одиш наоколу со приказка дека Ангела Меркел пати по извесен наќе од село Ижиште Кичевско. Бог да чува. Меркел и наќе, то су срца два. Каква прича. Влијанието од марихуаната не им се на сите познати, па решивме да ви представиме. Значи, ако земаш нешто квалитетно, тоа влијае на самодоверба и добро расположение. Тоа влијае до толку на самодоверба и добро расположение што ќе немаш гајле да држиш говор буквално пред својата слика. Значи, буквално: ова сум ја, а и ова сум ја. Ја. Но, има и лоши страни. Значи, лошо е ако земаш нешто неквалитетно. Да. Па така, ако земаш нешто неквалитетно, ова си ти пред, ама можеш вака да изгледаш потоа. Да. О, знаеш која сорта е, Харе? Па не знам, ова е, мислам... Да ти кажем која сорта е? Спива. Не, канабис за спива. Да, тоа е посебна сорта.
Инаку, ова не смеам да го кажам, ама има специјален дилер во собрание што им носи од канабис за спива, исклучително е популарна во собрание, како што може да заклучите од овој пример, на пример. А исто така и од овој пример. Да, значи се користи канабис за спива на големо. Значи, да. Значи, одличен чај. Навистина треба да се внимава луѓе што се зема. Или што би рекол Милан Калинич. Не, речете не дрогама, ali ako već kažete da, samo kvalitetno. Си кажа човек. И после се што зборувавме, замислете ја хипотетички да ја прифатиме марихуаната максимално, значи фул. Ние ќе почнеме сармички во марихуана да виткаме, например. Ракија марихуаница ќе направиме. Значи, на никој до сега не му текнало да спои 60% алкохол со марихуана. Значи, каде ќе ја продаваме, знаете? Па се разбира, во авантуристичкиот парк во Демиркапија. Таму ќе ја продаваме. А инаку во ваква ситуација ќе треба да ја промениме и химната, бидејќи све ќе менјаме, нели? И ќе имаме нова химна поврзана со овие ново настанати ситуации. Новата химна ќе ни биде, харе, која? Немам идеја. Ја мислам да биде една од Ластовица, една стара. Може. Ти текнува која? Идеме. Раз, два, три и... Пуши, пуши, пуши ме, кајле си, нема ме, пуши цела нација, со гаранција. Инаку бевме мали кога беше песнава актуелна, ама... Не знаевме дека Владо уствари не пее за цигари, ама... Да, откако дознавме, тоа беше травматично. Сосема нормално е човек да се запраша дали сега, кога веќе можеме да ја садиме, треба и да ја легализираме. До некој степен или целосно веќе е легализирана во Холандија, Канада, Белгија, Шпанија, Чешка, голем дел од државите во САД и така натаму. Од една страна има многумина кои даваат куп придобивки од можната легализација, од друга има такви кои велат не, тоа ќе потикне користење други потешки дроги и така натаму. Клучно за сите е следно: да се отвори дебата, да се дискутира и на оваа тема, и на темата за бедните услови по студентските домови, и на темата за тоа што правиме со успешните македонци и зошто секогаш ги плукаме дури се тука, а кога ќе заминат велиме леле какви легенди беа. Треба да научиме да дискутираме, да дебатираме, да влечеме поуки од дебатите и истите, да ги применуваме доследно. Само така ќе одиме напред. Само така. Само така.